шверцот со дрога, корупција, како и проблемот со мигрантите се безбедносни предизвици кои не препознаваат граници па и нации. Што покажа 2022 година? Има ли Северна Македонија потенцијал од аспект на внатрешната безбедност да одговори на овие современи светски закани, односно како Министерството за внатрешни работи се справува со овие модерни предизвици? Благодарам на можноста денеска да дебатираме и токму под мотото година на нови можности, бидејќи добро е сите предизвици и проблеми да ги гледате како шанс. Нешто повеќе да направиме. Почитувани екселенци, припадници на македонската полиција, на армијата, на безбедносните служби, пратеници, сите кои што сте присутни, мислам дека ако сакаме да ја менуваме перцепцијата или јавната свест по сите сегменти, мораме низ вакви дебати сите заедно да придонесеме кон оваа цел. Зошто ова го кажувам? Не е доволно да ги наведеме резултатите и во борбата против корупцијата, организираниот криминал, трговијата со дрога. Многу е важно како тоа ќе го прекажеме во јавност и како ќе ја менуваме перцепцијата. Впрочем, гледате дека е на крајот од криштата се темели на таа перцепција која што ја создаваме и внатре во општеството и како не перцепираат другите од надвор. И добро е кога успеваме да ги поместиме работите од мртва точка, да ја зголемуваме транспарентноста, да ја зголемуваме довербата во институцијата, перцепцијата за безбедност во државата и кога ги гледате и истражувањата, анкетите, сето она што го прават релевантни меѓународни институции, тоа е добро за сите нас и добро за државата. И тоа се работите кои што ни се случи и во 2022 година, покажа дека има верба во македонската полиција, има верба во институциите, се зголеми довербата или перцепцијата во делот на безбедноста. Сето тоа допринесува во рамките на сите активности кои што ние ги превземавме во изминатиот период. Што се однесува до организираниот криминал и борбата како еден од клучните приоритети на Министерството за внатрешни работи, тука е и корупцијата, тука е и миграцијата, тоа се предизвици кои што не се сега само, туку ќе продолжат да бидат и понатаму. Добрата геостратешка положба на државата дава многу можности за добар развој, меѓутоа дава и предизвикува сериозни ризици по безбедноста на државата во регионот. Ние бележиме 2022 година намалување на вкупниот број на кривични дела, односно на вкупниот криминалитет и одбележува зголемување на ефикасноста во борбата против криминалот и корупција. Што се однесува конкретно до борбата против трговијата со дрога, имаме навистина зголемена ефикасност. Вкупно некаде околу 2,4 тона дрога е заплената во изминатата година и околу 20 тона прекурсори. Тоа говори дека добрата стратешка поставеност на Министерството, активност на сите колеги, посветеност во работата, ги дават навистина добрите резултати и таквиот тренд ќе продолжи понатаму. Тоа е од една страна за посветеноста, од друга страна за обезбедување на многу опрема и механизми кои што се потребни за ниво на борба во ова време. Затоа што не можете со методите и со средствата и опремата од 90-тите години да водите борба против криминалот и корупција во 2022 година. Вториот сегмент што е многу важен за државата, тоа е корупцијата. И мислам дека за тоа треба многу повеќе да збориме, да ги презентираме резултатите. Ние имаме зголемување во ефикасноста скоро за 50% ако споредиме со 2021 година во делот на корупцијата. Скоро 250 милиони денари е штетата која што е направена во делот на корупцијата и тоа е показател не само дека институциите се свртени кон борбата кон корупција, туку јакне и јавната свест на граѓаните кои што пријавуваат, се охрабруваат, едноставно се менуваме сите ние заедно, сваќаме дека
Корупцијата го јаде општеството, ги јаде новите работни места, го јаде развојот и така натаму и така натаму. И конечно дека безбедноста практично сите ние не може да имаме безбедност и да очекуваме дека тоа ќе го прави една или две институции во државата, туку тоа треба да го прави секој од нас. И најважно во делот на миграцијата ќе го споменам само договорот со Фронтекс кој што е подпишан, значаен прв договор што го случи Република Северна Македонија со Европската комисија од почетокот на преговорите и создаде трајна основа за заедничко справување со мигрантската криза. И на крајот од кришта едно е јасно дека тука се можностите за би рекол справување со последиците од кризата. Ние не можеме да ја решиме таа мигрантска криза. Ние се справуваме со последиците од 2015 година до денеска и ќе продолжиме тоа да го правиме се додека не се сврти вниманието на изворот на проблемот. Таму каде што се создаваат можности луѓето да ги напуштат нивните доми. Благодарам.